Како безбедно да купувате на интернет? 6 важни совети кои треба да ги знаете. Денес преку интернета можете да купите секакви производи и услуги, од облека од глава до петици, спортска опрема, преку патувања, сместувања, карти за настани, музика, книги, уметнички дела, па се до намештај за вашиот дом и покуќнина. И секако да ги плаќате вашите сметки со неколку кликови од дома, наместо да одите на шалтери по институциите. Пандемијата на COVID-19, која веќе цела година ни наметна поинаков начин на живење, уште повеќе го зголеми купувањето преку интернет насекаде во целиот свет. И онлайн нарачките станаа сечија секојдневие дури и за најосновните човекови потреби, како што се набавување на храна и нарачки на јадење доставени на домашна адреса. Како што продажбата на интернет насекаде рапидно расте, така е потребно да се зголемува и довербата на луѓето кон интернет страниците преку кои купуваат. Постоја страници чија безбедност за купување е безпрекорна поради нивната долгогодишна традиција и самата огромна бројка на задоволни купувачи е нивна главна алатка за доверба. Такви страници се Amazon, eBay, AliExpress, Booking и уште илјадници други интернационални страници на кои луѓето им веруваат да ги остават своите информации без сомнение дека можат да бидат злоупотребни. Но што е со локалните интернет страници од кои, на пример, сакаме да купиме намирници од супермаркетот или да нарачаме оброк за ручек? Денес скоро секој производител на одреден производ поседува своја онлайн продавница или позната како веб-шоп. Повеќето имаат и собствена апликација за паметните телефони, која дополнително ја поедноставува процедурата на купувањето. Ова се главните и основни совети кои треба да ги применувате кога купувате на интернет. Проверете ја интернет страницата на која купувате. Доколку страницата на која купувате почнува со ознаката HTTPS и пред оваа ознака стои едно затворено катанче, тогаш можете да бидете безгрижни бидејќи продавците кои ги внесувате на таа интернет страница се сигурни. Кликнете на катанчето и ќе ви се појави прозорец со податок за сертификатот за сигурност на оваа страница. Ако забележите дека страницата не содржи С во ознаката со која започнува, односно е HTTP и до неа стои црвено вклучено катанче, тогаш знаете дека оваа страница не е безбедна и не купувајте на неа. Односно, не оставајте своји лични информации. Колку и да ви е познат производот или брендот кој ваквите страници го продаваат, можноста да вашите информации бидат злоупотребени се многу големи. Исто така, доколку адресата на интернет страницата постане зелена, тогаш слободно купувајте. На безбедна страница сте. Дополнителна безбедносна проверка никогаш не штети. Обрнете внимание при плаќањето на интернет какви безбедносни механизми ви се нудат. Секогаш е побезбедно да купувате кај трговци кои имаат имплементирано дополнителен механизам за автентикација која подразбира да добиете еднократна лозинка готово порака на вашиот мобилен телефон, за да се потврди дека картичка за која се плаќа е во рацете на вистинскиот собственик. Секако, имајте предвид дека за да ги користите поволностите на овој дополнителен безбедносен протокол, важно е и вашата банка да го има имплементирано овој механизам за автентикација. Во никој случај не ги праќајте вашите информации од картичката до продавачот преку мејл, а особено не вашиот пин код. Исто така, имајте на ум дека ниту една интернет продавница нема потреба од ваши лични информации како датум на раѓање или матичен број. Внесување на ваков тип на лични информации може да бидат злоупотребени од хакери кои крадат идентитети. Имајте силни лозинги, strong passwords. За да остварите купување на интернет страници или преку апликација, морате да направите собствен профил во кој ќе влегувате со лозинка која самите ќе ја креирате. Оваа лозинка треба да биде сложена, односно да содржи големи и мали букви, броеви, символи, интерпункцијски знаци и да има најмалку 8 карактери. Од време на време минувајте лозинката. Не купувајте на хотспот мрежи. Избегнувајте да купувате кога сте закачени на јавни хотспот интернет мрежи, како на пример на аеродром, во трговски центри, во кафетерии или ресторани каде има слободни мрежи, ниту пак да користите интернет банкарство, бидејќи
Информациите кои ги внесувате може да бидат следени и злоупотребени. Затоа, најбезбедно е да купувате од дома. Во крајен случај, користете го вашиот паметен телефон како личен хотспот, но никако не користете слободна Wi-Fi мрежа. Внимавајте на кои жешки понуди верувате. Доколку одредена понуда ви изгледа премногу добра да биде вистинита, обично е така, не е вистинита. Внимавајте да не бидете излажани од трговци кои на своите интернет страници продаваат Ray-Ban очило за сонце за само $19, а претходната цена била $140. Или пак, кога некој трговец се обидува да ви продаде iPhone 12 за $200. Правете споредба на цени, впрочем, тоа е една од предностите на купувањето преку интернет, да ја најдете идеалната понуда по цена и квалитет само со неколку кликови. Со среќа купување!